Здруженијата ќе можат со 300.000 денари да го заштитат производот и со тоа тој да стане препознатлив на пазарот. Охридската црешева, ландовското бело зимско грозје, виното станушина, фила шарлаган, ладно цедено масло и галичкиот кашкавал се во процедура за брендирање. Македонските земјоделци може да ги заштитат своите производи и да ја олеснат продажбата. Методија Волкановски од Битолско произведува годишно по 40 тони јаболка ајдарет. Вели квалитетот е одличен, но препrodавачите ја намалуваат цената. Купци од еден преку други прекупат и ги дават пошто зошто е болката. Што треба ние да земе 20 денари, тие земат 30 дават, тие речем прекупците на трета, четврта рака ги продават јаболката. Ние губиме, сите губиме. Сите јаболкари губат. Сите фармери земјоделски здруженија што сакаат да брендираат одреден производ ќе добијат по 300.000 денари за производ. Новите мерки за финансиска поддршка ќе го зголемат бројот на ознаки за квалитет, но и диверзифицираното производство. Ознаки за квалитет се многу значајни од аспект на тоа што се дава можност и на помалите производители да можат групно да се организираат и да да произведуваат да ги произведат оние производи кои што се веќе кои што веќе се со годините се помалку се произведуваат. Постојат во Македонија веќе согласно законот за квалитет и национални ознаки, тоест логоа, символи кои што ќе ги носат на себе овие производи. Брендирањето и заштитата на производите ќе спречи одреден традиционален земјоделски производ да не може да се продава под тоа име, ако веќе е заштитен од друга земја. Досега брендирани се кочанскиот ориз, тетовскиот граф, македонскиот ајвар, овчеполскиот мед, малешевското бело сирење. Брендирањето на производите ќе овозможи квалитет и конкурентност на производите како на домашниот, така и на странскиот пазар. Точно ќе се знае како е произведена секоја тегла ајвар или секое парче сирење. Концесиите за ловишта ќе се издаваат по електронски пат.